Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите. Најпрвен сакам да ве запознам за клубот на компании кој за соработка со земјите од Блиски Исток и Магреб, кој е во рамки на Стопанската комора регистриран и постои уште од 2005 година. Целта на клубот е да ги ревитализира стопанските врски со овие земји, како и да ги поддржи компаниите преку взаемно информирање, промовирање, воспоставување на коморска соработка и соработка со другите деловни асоциации. Пазарите на земјите од Блиски Исток и Магреб се значајни пазари со над 400 милиона жители кои представуваат нешто повеќе од 5% од светската популација, но пазари кои имаат висок стандард на економски операции, стандардизирани производи и услуги, а присутна е многу силна и остра интернационална конкуренција од целиот свет. Со издавањето на овој приречник кој денес го промовираме, имаме за цел да на македонските компании им дадеме информации и практични насоки за можностите и потенцијалите за извоз на овие пазари, бидејќи сметаме дека извозот е главниот генератор на економскиот раст во Република Македонија за јакнување на компаниите и отварање на новите работни места. Во овој приречник кој денес го промовираме, ќе се најдат и многу корисни информации од правната регулатива, економските параметри на земјите од регионот и кои се гранките, стопанските гранки кои имаат највисок потенцијал за извоз на овие пазари. Нешто на кое посебно обративме внимание е и објаснувањето на деловните односи, обичаите, традицијата, земајќи во предвид дека станува збор за пазари со специфичен начин на функционирање, инициран пред се од религиозното убедување како клучен сегмент во нивното живење. Нашата држава има голем потенцијал во прехранбената индустрија. Исто така голем потенцијал имаат компаниите од фармацијата, од текстилната индустрија, од индустријата за градежништво и градежни материјали, електрометалната индустрија, машинската, дрвната, IT индустријата, а секако може да побарат и компаниите од другите индустрии. Имајќи во предвид дека македонската економија е мала, отворена, извозно ориентирана, но со огромен трговски дефицит во размината, со изработката на овој приречник што денеска го промовираме, целта ни беше малку подетално да упатиме на потребата и податокот дека извозот треба да биде основниот фактор за раст на секоја една компанија во Македонија, а со тоа и раст и зголемување на економијата во целина, но и да упатиме на поентата дека македонскиот извоз во наредниот период дефинитивно треба да биде насочен во три насоки. Пред се во делот на потребата за зголемување на учеството на традиционалните пазари, потоа проширување на новите пазари во рамки на Европската Унија. Знаеме дека во рамки на Унијата кои ни се традиционални партнери, значи покрај соработката која што домашните компании остваруваат со Германија, Италија, Бугарија, треба да се прошират и на други пазари во рамки на Унијата, меѓутоа да се земе во предвид и она трета насока, а тоа е да се размислува за можноста за зголемување на македонскиот извоз на новите алтернативни пазари. Ако досега во првите две насоки македонските компании имаат подетални сознанија и веќе соодветно искуство од настапот на традиционалните пазари и настапот на пазарите на Европската Унија, се уште значи постои една енигма околу моментот како да се извезува и кои се можностите кои што ги нудат земјите од Блискиот Исток и Магреб. Секако дека потребата за храна, лекови, но и технологија ги прават земјите од Блискиот Исток и Магреб интересни и атрактивни за домашните компании кои што планираат да ги прошират своите извозни и да ги согледаат и да ги прошират своите извозни потенцијали на овие пазари. Но во обработката на прирачникот посветивме внимание и на она сознание кое го добивме согласно препораките кои што ги даваат
земите од Европската Унија кои што се веќе присутни на тие пазари и кои што имаат значителен обем на надворешна трговска размена. Пред се тука би ги споменала Франција и Велика Британија, кои што укажуваат на моментот дека потребно е како поидовна основа компаниите прво кога размислуваат за влез на овие пазари, да размислуваат прво за влез на пазарот во Мароко и на пазарот во Обединетите Арапски Емирати, бидејќи ова на некој начин се земји кои што се најинтернационално ориентирани и кои што ги воспоставуваат најстабилните деловни врски со компании од сите страни, од сите земји во светот, што како препорака треба да ја имаат во предвид и македонските компании кои што се заинтересирани за настап на овие пазари. Сепак, за да се развиваат трговските односи со компаниите во земјите на Блискиот Исток и Магреб, она што е поидовна основа, што сакавме подетелно да информираме со изработката на овој прирачник, е оние сознанија кои што треба да ги имаат компаниите кои што сакаат да настапуваат на овие пазари. Односно, да имаат соодветно сознание прво за правната рамка, да имаат сознание за оние можности и оние веќе воспоставени и реализирани односи што се согледува и преку обемот на остварената досегашна размена, но и преку обработката на основните економски параметри за секоја земја оделно, да си ги видат своите потенцијали и можности за воиднина и секако посебно внимание во самиот прирачник е посветен на давањето на целосна слика и комплетна информација во поглед на деловните односи, во поглед на обичаите, традицијата, кое е многу важно и значајно прашање за да се појде во основата и во воспоставување на релации со партнери од овие земји. Во делот на правната рамка ќе истакнам само неколку работи. Прво, кога беше подготвена анализата за правната рамка на Република Македонија со сите земји од ова подрачје, генерално може да се констатира дека со приближно половината од овие земји Република Македонија нема склучено никакви билатерални документи, нити спогодби за слободна трговија со овие земји. И со оние со кои што веќе имаме воспоставени некакви билатерални односи, истите, значи со овие спогодби не се најдиректно регулирани прашањето кои се однесуваат на трговската соработка меѓу земјите, туку повеќе се третираат прашања кои што се поврзани со даночната сфера. Така е примерот и на оние последни спогодби кои што се подпишани и склучени и ратификувани во последните 2 години со Саудиска Арабија и со Обединетите Арапски Емирати. Отсуството на договори за слободна трговија со овие земји е ограничувачки од една страна фактор во однос на можностите и користење на поволностите на компаниите кои што би произлегле како резултат на евентуалната можност за примена на регионалната конвенција за пан-евро-медитерански преференцијални правила за потекло, која што сега не може да биде како таква целосно во примена. Во делот на прирачникот каде што се обработени податоците, значи ние поидовме од моментот да направиме една анализа и во последните 6 години, значи опфатен е периодот 2010-2015 година, за да можеме да ги согледаме податоците кои што се направени согласно обемот на размена, значи како на страната на извозот, така и на страната на увозот. Генерално вкупната размена на Македонија со сите земји во овој анализиран 6-годишен период изнесува некаде околу 430 милиони американски долари, со што морам да потенцирам дека на страната на извозот на оваа бројка отпаѓаат само 107 милиони американски долари наспроти 322 милиони кои што се реализирани од страна на увозот. Ако се гледа размената пратено следено по години, може да се види дека интересот за соработка се зголемува од година во година, но пред се
на зголемување на соработката се гледа на страната на увозот, а не и на страната на извозот. Оваа слика, значи, целта е во иднина да почне полека да се менува. Ако се гледаат, значи, генерално податоците за, како што напоменав, за сите 6 години, може да се констатира дека економската соработка досега се одвива инцидентно, со постојани флуктуации од година во година, кои што упатуваат на моментот дека не се воспоставени стратешки партнерства меѓу компаниите. Ако појдеме од моментот дека од обемот на размената која постоела во 2010 година, истата вкупно изнесувала за сите земји заедно 53 милиони американски долари, истата во 2015 е дојдена до речиси 100 милиони американски долари, тоа значи дека вкупниот обем на размена веќе се зголемил некаде приближно околу 88%, но она што треба да подвлечеме е дека потребата е да се зголемува македонскиот извоз, а не толку да гледаме од страната на увозот кој што се остварува, бидејќи согласно на податоците само со овој регион, значи со земјите од Блиски Исток и Магреб, остваруваме значителен трговски дефицит. На страната на македонскиот извоз нема некои драстични поместувања. За целиот анализиран период Македонија најмногу соработува со Израел, Саудиска Арабија, Египет, Обединетите Арапски Емирати, Алжир, Тунис, Мароко и Ирак. Но ако не ги земеме во предвид Обединетите Арапски Емирати и Ирак, со сите останати земји имаме размената се должи на увозот, односно остваруваме трговски дефицит. Македонските компании своите извозни активности во најголема мера ги насочиле кон пазарите пред се во Ирак. Значи за целиот анализиран период тоа е вредносно 32 милиони американски долари, пошто следуваат Обединетите Арапски Емирати, Израел, Египет и Саудиска Арабија. Воедно во самиот прирачник дадена е и подетална информација за да се гледа, за да се види структурата на производи кои што се опфатени во размената, како на страната на извозот, така и на страната на увозот во последните 2 години, 2014 и 2015 година. Податоците покажуваат дека имаме тесна структура на производи кои што се вклучени во размената, со тоа што, ако гледаме од страната на извозот, воглавном се извезува тутун и цигари кои содржат тутун, овошје, производи за исхрана од житарки и други кондиторски производи, лекови, но и плоснати валани производи од железо, мермер, травертин и некои други делови и апарати кои се користат за моторните возила. Ова значи, согласно евиденцијата на податоците, дека компаниите, извозот го реализираат компаниите од земјоделско-прехранбениот сектор, хемиската, фармацевската индустрија, металната и електроиндустријата и индустријата на неметали. Согласно на податоците за надворешно трговската размена, иако може да констатираме дека истијата се одвива значи инцидентно, без некоја поголема стратегија, сепак ако се земат во предвид и препораките, значи прво настап на пазарите во Мароко и во Обединетите Арапски Емирати, тука треба да се има во предвид и можноста за соработка и со земјите како Алжир и Тунис, имајќи ги во предвид и начините за одвивање на финансиските трансакции во овие земји, зашто и во самиот прирачник се дадени некои основни карактеристики за банкарскиот систем во земјите од Магреб. Значи, кога пристапиме кон изработка на овој прирачник, еден од аспектите на кои што требаше да се обрне внимание беа фактите и податоците за земјите од Блискиот Исток и Магреб, вклучително со советите за водење на бизнис на Блискиот Исток од аспект на културните разлики, традицијата и обичаите. Именно овој сегмент од разработка на прирачникот не е случаен, бидејќи во обработката на податоци, кога почнавме да истражуваме и да анализираме за какви земји станува збор, за каква култура на народите, какви обичаи и традиција имаат народите од земјите членки на Блискиот Исток и Магреб, се доаѓа до многу интересни податоци
Имено на почетокот би сакала да кажам дека Блискиот исток и земјите од Магреб регионот нудат големи можности за соработка, за водење бизнис, но на тие пазари тешко ќе може да пристапите ако не се знаат одредени информации за нивната култура, за традицијата, за обичаите, пред се факти кои што произлегуваат и од нивните религиозна припадност. Имено она што би го издвоиле, посебно во ова првично представување на нашиот прирачник, е дека треба да се знае фирмите што сакаат да соработуваат со земјите од Блискиот исток и регионот на Магреб, треба да знаат некои сегменти. Јас ќе посочам неколку од тие како интересни, кои што сметаме дека се клучни во тој првичен контакт на бизнисмени од Македонија, вклучително и целиот свет со бизнис партнери од регионот. Например, она што е карактеристика за тој регион е кога, например, се воспоставува првична средба, не треба да се брза при поздравувањето со домакините, односно тие знаат да подадат рака и поздравувањето да трае многу подолго, едноставно чекате кога домакинот ќе ја повлече раката, тогаш и вие се повлекувате во тој првичен контакт. Тоа сепак една нивна карактеристика е дека се користи исклучиво десната рака и особено во моментите на јадење, бидејќи користењето на лева рака се користи за нешто нечисто според религиското убедување и доколку го примените тој чин во вашата комуникација или компаниите кога тоа ќе го применат, едноставно се намалува вредноста на партнерот од другата страна. Она што е многу интересно, во земјите од Блискиот исток и Магреб важи принципот познат како ВАСТА. Тоа е модел на функционирање кој што се поаѓа од аксиомата не е битно што знаеш, туку кого знаеш. И карактеристика за соработката во земјите од Блискиот исток и Магреб е многу повеќе да имате пријател или партнер во овие земји кој што ќе ве препорача како добар бизнис партнер, не толку од аспект на квалитетот на производите со кои настапувате, тоа е во втор план, колку од аспект на вас како личност, заедно со вашите семејни традиции, заедно со културата, обичаите и така натаму. Она што исто така би сакали да го одвоиме и што е напишано во прирачникот и ќе им биде од голема помош на компаниите кои што се заинтересирани за отварање на овие пазари како алтернатива, е дека на пазарите на Блискиот исток и Магреб вербалната комуникација, односно усмениот збор, има многу поголемо значење отколку пишаниот збор и пишаните документи. Во првичните средби, например, во најголем број случаи изостанува агенда на состаноците, односно тоа се средби во кои што партнерот од овие земји се обидува да ве запознае прво лично, да добие констатација за семејните вредности на партнерите што доаѓаат, да речеме конкретно од Македонија, па дури потоа да се анализира дали има основи за воспоставување соработка. Партнерите од Блискиот исток и земјите од Магреб особено внимание посветуваат и на бон тон од аспект на давање подароци, од аспект на бизнис преговори. Например, компаниите кои што ќе сакаат да ги освојат овие пазари, треба да знаат дека на бизнис партнерите од овој регион не е добро да се даваат големи подароци и скапи подароци, особено не алкохол, бидејќи станува збор за религија која што не конзумира алкохол. Тоа е како вообичаена пракса. Има и многу други работи кои што ние ако ги презентираме сите на оваа пресконференција, мислам дека ќе треба многу време. Она што сепак ќе го заокружиме е дека овие земји повеќе припаѓаат, во прирачникот дадовме информација и за тоа, за географската локација, за главните градови, за јазичното говорно подрачје. Освен нивниот домашен јазик, овие земји се поделени во две говорни подрачја, оние што припаѓаат кон англиското говорно подрачје и земјите кои припаѓаат кон француското говорно подрачје. И доколку се познаваат се знаат овие информации, полесна и првичната комуникација со бизнис партнерите од регионот на Блискиот исток и Магреб. Во прирачникот на крајот имаме и информации со кои што
даваме насоки каде нашите компании може да добијат повеќе информации од аспект на првично заминување во овие земји, од аспект на тоа каде има конзуларни представништва, каде има амбасади, каде може да се изведат визи и така натаму. Така да се на се станува збор за прирачник од повеќе од 60 на страни со многу обемни информации и ние се надеваме дека на компаниите ќе им служи како алатка, така и е наменет за да ги освојуваат овие пазари.